Секоја година милиарди евра, ваши, наши пари, ги трошат политичарите кои што се поставени да ги водат институциите. За овие пари мора да дадат детален отчет, точно каде ги потрошиле. Отчет нема или е штур. А за иронијата да биде уште поголема, владата се пофали дека оваа 2022 година имала, внимавајте, ни помалку ни повеќе, 100% отчетност каде ги потрошиле парите. Новинарите со месеци чекаат одговори за одредени ставки. Треба да се објаснуваат на политичарите зошто ги бараат овие одговори. Може ли да добиеме одговор како новинари? Каде се потрошени тие 400.000 евра и точно зашто се потрошени? Може извештај да го добиеме, бидејќи тие се пари на граѓаните. А ние кога прашуваме, не прашуваме за нас, дома да ги земеме тие информации, туку да ги известиме граѓаните како и каде се трошат нивните пари. Кажавте дека до нас ќе ги доставите извештаите кои недостасуваат за сметките кои сте ги направиле додека сте биле министер за правда. До нас и тие извештаи до сега не се доставени. Па сакам да прашам зошто, дали ќе ги доставите, бидејќи видевте и пред целата јавност дека ќе ги оправдат тие трошења кои не се оправдат. Во однос на документите од Министерството за правда, не можам да ви кажам ништо, таму ќе се обратите и ве упатувам да се обратите во Министерството за правда. Во однос на не бе во тек дека сте доставиле барање до сега, меѓутоа можам да сигурен сум дека не е одговорено заради некоја административна грешка. Новинарка како Александра, што имат големо искуство им да направи вакви прашања. Така реагираме затоа што до сега имаме стотици илјади граѓани кои се јавиле до нашите редакции во услови кога два пати слушаме ист прес, со најавени мерки без конкретни податоци. Премиере, тоа што вие го знаете за вас. И граѓаните немаат телепатија со вас да ги знаат процедурите. Ве молам, не сакам да ве оценувам, ама нас не омаловажувате. Значи, колешката јасно прашува, која е процедурата? Знаеме дека треба да има топла вода за да има крај. Значи, да, процедура, како? Но новинарите не се откажуваат, упорно бараат одговори, бараат отчет. А кога ќе бидат ставени пред свршен чин, политичарите тогаш го менуваат односот, стануваат арогантни, кон новинарите се однесуваат со подсмев и најчесто ги понижуваат. Тоа не е јасно. На 15 октомври мора да има парно во државата. Како? Тоа е прашањето. Дали со грејење на вода во топланите и испорачување до домаќинствата. Кристијан Ландов тука ли е? Не. Не достасува да му колку бифтеци зедат. Не знам за бифтеците, ама не знам колку потроши ова вашава кола овде 2,5 сати. Први, ако добро сте следеле и доколку ги плаќате сметките, не знам дали плаќате дома сметки, добро, тогаш треба да знаете дека... И дали вие лично ги криете трошењата кои ги правите, а се треба ги покрие Европската Унија. Прашање до вас, господине Маричик, дали конечно ќе ни откриете што имате јадено и пиено откако дојдовте во СЕП па се до сега и кога ќе ги дадете сметките, бидејќи ветивте 3 пати во 3 наврати. Сите политичари имаат своји пиар тимови. Тие би требало да им кажат дека кога се обраќаат кон камерите, не се обраќаат само кон новинарот што го поставил прашањето, туку се обраќаат кон сите граѓани. Доколку го понижуваат и му се подсмеваат на новинарот, преку камерата се подсмеваат на целиот народ, на избирачкото тело. Од синдикатот на новинари велат дека вакви случаи на вакво однесување на политичарите има се повеќе. Ако тие кои треба да ја штитат и вреднуваат нашата професија, омаловажуваат со тој нивен однос, тогаш одговорно тврдам дека секој насилник понатака, дали преку булинг на социјалните мрежи или пак по улиците, може да добие впечаток дека може да се однесува со нас така и дека тоа однесување е неказниво, зашто со години, децени пробуваме да го искорениме во нашиот дискурс. Имаме зголемен број на случаи, не би сакал да именувам, бидејќи не треба ова да добива политичка ниту партиска боја или етикета. Едноставно станува за збор за поединци кои изгледа најдобро не ја разбрале нивната улога кога се именувани и избрани за јавни државни функционери. И еве да сумираме, јавноста се уште не дозна со кого тоа се јаделе бифтеци во Министерството за правда. Не дознавме, иако упорно прашуваа новинарите, на што точно се потрошени 400.000 евра за саемот на вино во Белград. Додека ги чекаме овие информации, не упатуваат од владата дека имаат сајт
кој што е отворени финансии, каде што секој граѓанин може да види кој колку потрошил. Ние го отворивме сајтот, но на него има само штури информации, милионски суми само наведени, а доколку отидете подетално да видите каде и за што се потрошени овие пари, информација нема. Овие информации се кријат како што змијата ги крие нозете, а сепак велат дека во деталите е ѓаволот. Народна стара поговорка. Дали ќе ги дознаеме овие детали или не, ќе видиме како ќе се однесуваат политичарите во периодот што доаѓа, но едно треба да им е на сите јасно, посебно на политичарите. На новинарите им е работа да прашуваат, а на политичарите да одговараат пред камерите или на суд, како милуваат.